Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе го проследите интервјуто со магистер Бошко Тренески, со кого разговаравме за фолклорната традиција во Кичево и Кичевско. Но пред да го видите интервјуто, ќе проследите кратка репортажа за се она што се случуваше изминатите денови во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, односно мирните протестни маршеви во Кичево и вчерашниот во Македонски Брод. Акцент започнува. Следете не. Добро вечер. Може една изјава што ќе им порачате околу овие протести за заедничка Македонија? Македонија да биде слободна. Јас сум била дете од 5-6 години го се ослободи Кичево. И партизаните кога дојде овде вака, два пати се ослободи Македонија и дојде сите, имаше такво, Вашар имаше, сите собрани села беа овде. Севте Кичево се ослободи. Дали се согласувате на двојазичност на цела држава? Никако. Јас сум македонка.
Продолжуваме со нашата борба за зачувување на унитарноста на нашата татковина Македонија. Секојдневно ни се приклучуваат нашите сограѓани без разлика на политичка, етничка или верска припадност. Вечерва имаме голема поддршка и од влашката заедница, а во нивно име ќе ви се обрати господинот Коста Галимановски. Утре продолжуваме во исто време и од исто место. Да живее Македонија! Почитувани сограѓани, македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци и сите останати кои живеат во градов. Во името на влашката заедница ве поздравувам сите кои цврсто застанавте зад граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, во одбрана на унитарноста и државноста на нашата заедничка татковина Македонија. Ние властите од Кичево и од целата Република Македонија не сакаме платформи со кои ќе се руши унитарноста на Република Македонија. Ние секогаш сме биле за заедничка мултиетничка Македонија а не за бинационална и федеративна држава. Почитувани граѓани подржувачи на платформата, времето помина за Македонија, кога за Македонија одлучуваат други. Овој пат треба да докажеме дека за иднината на нашата држава одлучуваме ние, нејзините граѓани, кои најдобро знаеме што ни треба, нас, и за иднината на нашите поколенија. Затоа и вечерва ве повикувам мирно и достоинствено, како што ни доликува на протестен марш низ градот, да го искажеме нашиот протест и решителност да се спротивставиме на најавените идни сценарија за иднината на нашата татковина. Да живее Македонија! Со мене е господинот Тони Јовановски. Господине Јовановски, добро вечер. Која ќе биде вашата порака која што ќе упатите од Кичево? Нашата порака е се собравме волку голем број да окренеме гласот за унитарна Македонија. Да кажеме дека ние кичевчани од секогаш сме биле на браникот на татковината, значи и овој пат застануваме и во секоја друга ситуација ќе застанеме во браникот на татковината, а воедно да им порачаме на странските емисари дека резервна татковина немаме, дека сме против двојазичност, против двојазични валути, против двојазични амблеми и дека немаме ништо против нашите сограѓани албанци во Кичево. Денеска гледаме дека има многу луѓе дојдени на Собиров, ги покануваме сите без разлика на политичка определба, без разлика на верска национална основа, да дојдат да ни се придружат. Имаме една држава, еден јазик, едно знаме, еден устав. За нив вреди да се бориме, не заслужуваме, јас мислам, да видиме делени поделувани од надворешни фактори од странски служби. Дали ќе продолжи наредните денови Собирот? Имаме најава дека ќе продолжи наредните денови Собирот се до исполнување на нашите цели. Поддржувам ова земја, мала Македонија, треба да се свестат сите луѓе македонци и другите што живеат во неа, кои ја сакат Македонија. Луѓеве треба да се свестиме еднаш. Да не бидеме изроди, имало изроди, меѓутоа сега треба да се сплотиме. Ја ги поздравувам сите добронамерни македонци и сите луѓе што живеат од други националности. Еве не повторно вечерва заедно со Сдруженијето за заедничка Македонија во Кичево се собравме на протестен марш за да одбраниме унитарноста на нашата ни мила Македонија. Поздрав од Кичево и продолжуваме со протестите. Еве веќе излегуваме 12-ти ден
низ улиците на Кичево да изразиме поддршката за заедничка Македонија, за унитарна Македонија, која ќе ни донесе мир во држава. Ние не сме тука за да кажеме дека некој не е во право. Тоа би било срам за нас. Ние не се собравме да бидеме против некого. Сите ние сме браќа и сестри. И заедно сме живееле и сакаме пак да живееме на овие простори. Сакам да подсетам на Крушевскиот манифест во кој се вели: нашите собраќа, албанци, турци, власи, а би додала и срби, треба да знаат дека нивниот живот, имот, нивната вера и чест ни се скапи и важни колку што ни се и нашите. И да продолжиме со македонскиот манифест од Петре Андреевски. Македонија! 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 Апелирам до странските политичари. Ако не можете да не ги вратите покорените делови на Република Македонија, од Грција, Албанија и Бугарија, не ни ја чепкајте Македонија! Почитувани гледачи на емисијата Акцент, како што можевте да слушнете и од најавата, во ова издание мој соговорник ќе биде магистер Бошко Тренески, а ќе разговараме за се она што е актуелно или што било актуелно низ историјата наназад, за фолклорот, македонскиот фолклор, за македонските фолклорни ансамбли и се она што е поврзано со нив. Господине Тренески, ви благодарам што одвоивте време да бидете со нас во емисијата Акцент. И еве на почетокот може нешто да позборуваме токму околу историјатот на ансамблите во градот Кичево и нивниот репертоар. Што тогаш било актуелно во тие поранешни времиња? Местоположбата на градот Кичево се наоѓа во Западна Македонија и тоа као центар, затоа што со неколку градови сме директно поврзани. Тоа значи дека низ неја, низ оваа раскрсница поминувале доста печалбари, доста војски, доста патописи и така натаму. И од сето тоа може да се каже дека Кичево има богата традиција во однос на културата, како и музичката, така и останатата култура, дали таа ликовна или литературна и така натаму. Значи дека Кичево представува некој еден вид центар на културните достигнувања, со тоа што знаеме дека сите манастирот Света Пречиста е во близина на Кичево, негде само на 7-8 километри, или манастирот горе во селото Кнежино, кој што датира уште од негде 6-тиот век и кој што во моето истражување, бидејќи ја доста истражував фолклорот и во овај регион и пошироко, во времето на османлискиот период, самиот паш одовде, односно бегот барал засилена војска да го поништи манастирот со негде 300 калуѓери. Тоа кажува дека во тој манастир доста се имало офатено во литературата, препишувачката дејност, преведувачката и така натаму. Сега кога ние зборуваме за чисто музичкиот фолклор или песнопојната и играорната традиција во овој дел на Македонија, можеме да кажеме дека во време после Првата светска војна или во време на кралството СХС во Кичево постоеле неколку оркестри, војни оркестри, затоа што имало голем гарнизон, всушност допринесувале за развојот и на културата во градот. Така да постоело друштво во пожарната Кичево, кои од музички војни офицери били изучувани тие деца кои свиреле на инструменти и така натаму, значи полека се развивала таа музичка активност.
со што со формирањето на друштвото Нико Пусовски, као матично друштво кичевско, се веќе се организира еден побрз развој на прифаќање на сите оние кои што сакаат да играат, да пеат, да цртаат, да глумат и така натаму. И самото име културно-уметничко друштво не е само чисто од фолклорот, песнопојна традиција и така натаму, значи ги опфаќа сите други уметности. Така да во ова друштво, јас сум овде во Кичево од негде 72 година, ја мислам активно од 70 година доаѓав како уште ученик. Тоа друштво беше многу, да речам, издигнато на едно високо ниво во однос на сите ансамбли во Македонија. Така постоеше покрај драмскиот дел, постоеше еден квалитетен играорен, фолклорен состав, играорци, песнопојци и добар еден оркестар. Така да, во тој период бев јас сепак млад, релативно млад, учествувајќи во друштвото дојде еден период, 74-та посебно година, се појави и она телевизиска емисија Распеани градови, која во склоп на друштвото се формира вокално-инструментален, пеачки, да речам, состав, кој што ги обнови сите тие стари традиции во Кичево, староградската песна, игра староградска и се направи една убава емисија. Тоа беше, да речам, ансамбл кој покасно си продолжи со својата активност. Всушност, напорено со фолклорната играорниот дел на друштвото, продолжи и староградската група, која што учествуваше на многу фестивали во Македонија, како и надвор во тогашна Југославија посебно, на повеќе манифестации. Исто така и фолклорната група, играорниот состав, беше доста активен, па негде да не претерам, сигурно знам дека броеше околу 100 членови играорци, аматери, оркестари и пеачи. Тоа значи дека има еден долг континуитет на развој на оваа традиција, негувајќи ги игрите и песните од нашите баби, правави и дедовци. Тоа значи дека беше и самата цел да ние прво ги негуваме, да речам, овие наши традиции кичевски, и со они ми настапувавме посебно на Битолскиот фестивал или детски денови, каде што се бараше исклучиво изворни игри, изворни обичаи, без стилизација, без обработка, така да тоа ни даде еден уште поголем елан да во иднина, мислам годиниве нанапред, направиме веќе и поквалитетни кореографски постановки. Така се постави кореографијата тогаш кичевски игри, комицкоро и така натаму. Значи почна да се творат веќе кореографии за да се опфати се она што може и што се уме и така натаму. Тоа значи дека немаше празник во Кичево, немаше, да речам, настан некој, да не настапи ансамблот, да не се настапи на концерти посебно кои се организира не само во Кичево, туку и во Кичевскиот регион, нормално дека и фестивалите низ Македонија. Веќе од 90-тите години, и пред 90-тите години, миграцијата село-град си го направи своето, така да Кичево се направи веќе еден голем град. Кога зборуваме за 70-тите години навака, веќе Кичево нарасна, се оформи од прилика неколку 20.000 жители, што всушност мигрира од селата во градот. Затоа градот што беше, да речам, доста индустријски, имаше и вработување и така натаму. И тогаш веќе почна да се формираат ансамбли фолклорни во фабриките, во организациите, така да тогаш се јави фолклорното друштво Младост. Тука беше конфекција Младост, која го финансираше тоа друштво и всушност се направиа две друштва, па после се јави, се организира друштвото Бисер, веќе трето друштво во градот. Домот формира фолклорен ансамбл Спомен дом на културата Кичево, ансамбл Трацин, и сега во Кичево ден денес делуваат 4 ансамбли. Секој од нив сигурно има повеќе од 150 членови, тоа значи е богатство на самиот град и самата држава, затоа што овие сите учесници, членови го негуваат фолклорот. И ако знаете, фолклорот, посебно селските игри и песни, без сред село во градот не може да се играат, да речем, и така да
сето тоа допринесе едини ансамбли кои може да бидат чувари на таа наша фолклорна традиција и веќе се овие 4 ансамбли делуваат по фестивали надвор од Македонија, низ Европа и така натаму. Тоа е едно богатство па што може да се представи не само Македонија, туку и Кичево како град, како општина, која заслужува да биде представена со богатиот фолклор на овој кичевски регион. Бидејќи јас тоа го истражував доста, имам и доста обработувано песни и игри од овој регион, можам да кажам дека дали 10% се офатени, да речем, македонските песни и игри од овој регион. Сега натаму во Домот на културата, да речем, се формира и ансамблот Рацин, ансамбл кој ја негуваше песнопојната традиција, но градската традиција, односно продолжување на еден начин на староградските ансамбли. Така, сакав нели да се надоврзам токму на тој дел. Навистина богат историјат околу дејствувањето на ансамблите, фолклорните ансамбли во Кичево. Ајде сега нешто на што го започнавте сега во овој ваш исказ околу градската песнопојна традиција. Го споменавте ансамблот Рацин. Наназад, ете, неколку години или можеби векови, што се случувало на овие простори во тој поглед? Па знаете како градската традиција сегде во градовите во Македонија е влијанието на западната музика. А старата македонска изворна традиција е македонските ора и песни од повеќе негувани во селото, тоеш градовите биле мали. Сета младина, да речам, сите млади биле на Стрецело и Стрецелата полни со игралци, песнопојци, инструменталисти и така натаму, на зимските прослави и така натаму. Што се однесува во градот? Градот има своја специфика на градските песни, но градски песни кои биле, да речам, од овој регион по мелоритмичката структура, но позајмени или од домаќините веќе инструменти од западот, тоа се армониката, виолината, гитарата, мандолината и така натаму. И во тој контекст фактички Кичево исто има богата традиција, затоа што како центар во Западна Македонија многу дуќанџи, многу занајчиви Кичево имало и затоа навечер фактички тие се собираат на игранки по, да речеме, по калето тука, познато кале, кичевско со многу убавите градини во калето и така натаму. Тоа значи дека таа традиција е уште од пред Втората светска војна. Порано, нормално, Кичево или Македонија била под нечие туѓо робство. Не може да се така искажи македонската песна, како што посебно љубовните песни, песните кои го развеселуваат народот, не поврзани со страдањата, со трагедиите и така натаму. Овде се работи чисто и испеани песни, имаме и доста и од времето на зулумот на османлискиот период, но повеќе се тие песни поврзани со чаршијата, со ергените, со момите и така натаму. Јас правев едно истражување и, да речам, доста пронајдовме песни кои беа сосе мелодија, мислам се памтеше мелодијата и текстот и така да во ансамблот Рацин, всушност тие ги обработувавме за повеќе гласно пеење со оркестарска придружба, односно машка и женска група. Тоа значи дека на некој начин не можевме да дојме до повеќе песни од, да речам, тие стари песни градски, па често пати јас пишував по радијата и вака емисии и на некој начин се обраќав некој народ кој знае таа песна, мелодијата на песната, да ни ја покаже, да може да ја внесеме во репертоарот. Па издадовме доста видео и аудио снимки, така да и книга направивме една Бистери од Кичевската чаршија. Тој беше ансамбл составен од кичевски, да речам, интелектуалци повеќе, млади и повозрасни, и женски состав кој беа ученици и студенти од Кичевијата. Така да делуваше се до моето заминување во Скопје 99 година и така да полека
на некој начин згасна таа работа, активна работа. Сега тука е ансамблот Рацин, кој што е фолклорен ансамбл, кој негува исто и песнопојна традиција, игра орна и оркестри, изучува и на оркестри и така натаму. Тоа значи дека Кичево секогаш била присутно на сите културни настани во земјата и посебно во околината на Кичево. Така. Ги опфативме историјатите и на фолклорните ансамбли и на песнопојната традиција. Колку овој дел, кичевскиот дел, има допринесено токму за развојот на македонскиот фолклор воопшто во нашата земја и во сите оние места каде што живеат македонци надвор од државата. Секако дека секој крај нели си ги негува своите традиции и самиот фолклор извира од самата традиција. Дали е тоа можеби во западниот дел на Македонија, источниот, централниот и така натаму, колку овој дел тука од Кичевскиот регион има допринесено во развојот на македонскиот фолклор? Па знаете што, програмите на овие ансамбли не беа сите од Кичево, да речеме песни, имаше игри од цела Македонија, така да и во другите друштва низ Македонија се пеа песни кои потекнуваат или се играат од овој регион. Посебно направивме доста со играта Копачија. Копачија, која реко беше као кичевска игра и ја преработивме, направивме за кореографија во ансамблот Танец. Не само во Македонија што сите ансамбли ја поставија на репертоар, туку и ансамблот Танец нема земја каде били турнеја да не игра Копачија. Тоа значи дека ние фактички можеме да се пофалиме преку овој начин дека имаме богата традиција. Натаму вие знаете дека има пеачи, посебно покојни Војо Стојановски направи доста песни од кичевскиот крај, испеа надвор од Македонија во диаспората и така натаму, Америка, Австралија, брат му Билјан и така натаму. Тоа се пеачи кои што, да речеме, најповеќе ја презентирале и кичевската песна, не само македонската, и доста веќе сега има помлади, да речем, вокални исполнители кои што на некој начин го даваат својот максимум и од тоа се гледа дека Кичево на некој начин е присутно со својата традиција во Македонија и во пошироко. Но сега имаме веќе доста и во другите ансамбли, другите градови, и самиот Скопје градот како институтот за фолклор и така натаму, луѓе кои што истражуваат овој регион и си поставуваат дел на некои кореографии и така натаму. Тоа може да се каже дека ние не сме одделени од она што значи македонски фолклор. Напротив, ние сме стално присутни и секој репертоар се променува во сите овие ансамбли фолклорни, се додава нови игри, нови песни, обработени од овој крај, нови инструменталисти и така натаму. Тоа е вистина богатство на она што го имаме као Кичево и што можеме да се пофалиме као кичевчани во Македонија. Така, еве да позборуваме нешто и околу актуелната ситуација на фолклорната сцена во Македонија. Кои се можностите кои што ги имаат сега фолклорните ансамбли во Македонија? Дали имаме некоја можност и за поуспешно представување и во нашата земја, меѓутоа и надвор од Република Македонија? Знаете што, мојата професија е таква и толку години, да речем, активно се бавам со фолклорот, без разлика дали е обработка, дали е, да речем, само запишување и така натаму, но знаеме дека во Македонија се едини фолклорните ансамбли аматерски кои го негуваат фолклорот и ансамблот Танец. Тоа значи дека ако Кичево и набрававме 4 ансамбли во овој период, да речеме, може да се каже дека во Македонија негде, да не речам, ама има повеќе од 100-150 ансамбли, но не се сите офатени во Сојузот на фолклорните ансамбли, СОФАМ има, да речем, асоциацијата, која секоја година прави на некој начин надпревар или презентација на ансамблите кои се зачленети во СОФАМ, како еден вид смотри во разни региони. Така да ја секоја година сум присутен на тие смотри и, да речам, оваа година бев така пријатно изненаден кога не само во градските средини, туку и во помалите градови и селските средини
да речам, видов дека има многу силни ансамбли. Морам да пофалам тука Гевгелискиот крај, посебно во селата, руралните села, викаме, Богданци, Стојаково и така натаму, Богородица. Значи има ансамбли кои вистина многу квалитетно го обработуваат фолклорот, го играат, го пеат, го свират и така натаму. Исто така може да бидеме и тука задоволни дека Македонија всушност си го негува фолклорот, односно традицијата. Сега, приказната е друга, да речеме, колку може да се помогне, колку има можност, дали е тоа материјално, дали е тоа во просторни можности, затоа што многу ансамбли имат кои што работат исклучиво по школите или по домовите на култура, и тие се малку по привилегирани, затоа што сепак има повеќе простор. Но има повеќе ансамбли кои работат по школите, така да тука треба да се направи нешто, односно на некој начин сите местни заедници треба да се имат по некоја сала, дали тоа ќе биде за проба на ансамбл, дали ќе биде седници, дали ќе биде за некоја забава и така натаму. Тоа е убаво да се изгради во секое село, во секоја, да речам, населба по еден таков објект, затоа што овие сите членови што поминали и што се активни во фолклорот, верувајте ми, се љубеници на фолклорот кои повеќе водат сметка да не закаснат на проби, него да појдат на работа или да си завршат својата работа. Тоа значи дека ова држава има една армија на луѓе кои го негува тој, да речам, богат фолклор македонски или богата фолклорна традиција, а ако не се тие ансамбли, верувајте, ќе остани само на 4-5 ора кои што ќе ги игра народот на весебни, на свадби. Но треба да се помогне. Јас сум да што може државата, да речам, градските средини, градоначалниците, што може да помогнат повеќе, затоа што во ова бурно време на да речам, на некој развој во техниката, технологијата, самиот начин на живење, сето допринесува да се помалу ќе се јави интерес за гајдата, за тамбурата, за песната, за играта, затоа што тоа не е лесна работа, не е лесно да се научи или да се свири или да се игра, да речам, кореографијата. Значи дека може да ни се деси полека и да ни избледи таа фолклорна традиција. А тоа е идентитетот на народот. Ако и тоа го пропуштиме, фактички сме пропуштиле многу, затоа што јас сум сведок колку малку оригинални носи се наоѓаат на терен. Со таа, предскоро кажав, миграција село-град, остана носиите по селата така, расфрлени, всушност ги немаме, а се со вистина со многу голема вредност. И потреби за овие ансамбли. Така. Сигурно дека за успешно представување пред пошироката јавност на овие фолклорни ансамбли допринесуваат и она што споменавте вие, различните фолклорни смотри, фестивали, дали се од ревијален или надпреварувачки карактер. Каква е ситуацијата во тој однос сега? Има ли доволно простор на таков тип на манифестации да се представат фолклорните друштва во Македонија? Па има фолклорни фестивали во Македонија кои што на некој начин им треба помош за да може да примат поголем број ансамбли, да можат да одржат повеќе фестивалски вечери и на тие вечери да се направат, да речем, ако не 100%, 50% фестивалите да бидат со надпреварувачки карактер. Затоа што кога се работи за надпревар, поинаку го гледаме нештата. Така да има фестивалите, ова што можат до денес, јас и посетувам сите фестивали фолклорни, тие го прават, но им треба помош. Помошта се работи за зголемување на број на присутни ансамбли и денови. А всушност, таа соработка полека веќе сега не се фолклорните фестивали чисто македонски национални, туку се интернационални, со гостување на други ансамбли. Уште подобро. Затоа велам јас, уште подобро, што повеќе ансамбли ни доаѓаат од надвор, има можност на тој репроцитет во размена, да нашите ансамбли на нивите фестивали патуваат и тоа ансамблите ги чини поевтино.
затоа што фестивалот си превзема обврските за гостите и нивниот фестивал за нас кога одиме таму. Тоа значи дека не треба се жали да се финансираат фестивалите, затоа што се тие организирани манифестации и тоа треба се само притегни повеќе критериумот за квалитетот. Оти квантитетот доваѓа од квантитетот квалитетот, но бидејќи имаме богатство, може да се формираат уште ансамбли во Македонија и тој повеќе броен, да речам, состав ќе дојде до квалитет. И тогаш веќе јасно имам некоја така визија, треба да се прават репрезентации во Македонија од фолклор. За некои фестивали во светот да се конкурира со играорци од повеќе ансамбли. Тоа е мојата визија, за да да речам квалитетно и представиме нашите танци и песни. Тоа што е во спортот. Да, како што е во спортот. Тоа доведува, да речеме, јас сум често пати по светот, во жири, комисии, фестивали и така натаму, не мирувам, се осеќам уште витарен. И сето тоа што го кажувам, јас го гледам како во другите земји го третира на некој начин, фолклорот како го ценат и така натаму. И тој е пак начин, викаме ние, пак ќе речам јас, една школа за младите. Да немаат време многу да трошат на некои нешта што не се, да речеме, пристојни за тие години, за возраста. А вака е дружењето во самото друштво, но и другарувањето со ансамбли од другите земји републики доваѓа до пријателство меѓу ансамблите, меѓу, да речем, членовите, и тоа носи кон она што викаме почитување на културата, односно негувајќи ја својата, почитување на туѓата култура и традиција. И тоа е убавината во тоа живење. Така, господине Тренески, кога веќе разговараме од тој историски аспект и за ансамблите и за песните во нашиот регион тука, морам да споменам дека вие лично, како човек, имате многу допринесено во тој поглед. Сте долгогодишен, како што и самите кажавте, учесник во тие фолклорни процеси и успеси на тие ансамбли, на тие пеачи кои што излегле и секако имале долгогодишна соработка и со вас. Долги години бевте и прв човек на најголемиот ансамбл на народни песни и ора во Македонија Танец. Може ли еве вие сега од ваша гледна точка како би го опишале вашиот фолклорен опус? Се она што вие до сега сте го вложиле, веројатно сте се откажале можеби од многу други делови во вашиот живот, дали приватни или не, за да вложите и време, и знаење, и труд, и се она што сте го имале како ресурс, за да го дадете на македонскиот фолклор. Па, благодарам за убавите зборови. Знаете што, јас од дете, од мал, да речем 5 одредение, 6 почнав да свирам инструменти и до ден денес. Или почнав да учам музика и до ден денес. Значи, го поминав векот прво во учење. Да речем, завршив академија музичка, завршив и одсек од педагогија, па завршив во Бугарија специализација на година за диригирање на фолклорни ансамбли, а тоа не е само движење на рацете, туку е познавање на сето тоа и да се делото, да рече, одсвири или отпее и одигра како што било во традицијата и така натаму. Па после магистратурата и најкрајот собрав огромен материјал за докторската тема, така да прошетав многу села, многу градови, многу литература и од сето тоа фактички може да се каже дека само имам корист и сум задоволен, исполнет, затоа што се знае, образованието и културата нема богатство големо финансиски, но големината е во другото. Мислам дека оставив една трага на моето постоење, фактички со она се што сум го работел како автор, како
раководител на ансамбли и така натаму, како помош давање на сите. И ден денес јас велам, тие често викат во кој ансамбл работи? Не, јас сум за сите тука. Кој бара помош, ќе му кажам, ќе му објаснам, ќе му помогнам. Тоа значи дека почнувајќи почнав од фолклорот, од аматеризмот, дојдов до врвот, до професионализмот. Мислам дека и тамо сум задоволен затоа што успеавме заедно со сите, да речам, чинители, да танец вистина го дигнеме на едно високо ниво и си го најде местото во државата, после таа транзиција, сега да речам, со тоа што танец е сега богат со простори, богат со инструменти, со носи, но најбогат со човечки ресурси. Значи, негде 80 луѓе се, кој што тоа е армија во однос на државата, која што најдостоинствено и најквалитетно го представува македонскиот фолклор во светот. Мислам дека и тоа имам еден дел и јас тука постигнат во тоа да би тоа така. Така да многу сум работел со аматерите, многу сум, да речем, обработувал песни, ора, хорски композиции, хорови спремање, оркестри и така натаму. Значи, цел век го помина во учење и во работа во културата. Тоа ме на некој начин прави горд, затоа што толку време се посвети, е вистина години поминати. Јас, да ви кажам право, имам 45 години работен стаж и пред тоа како ученик од трета година средно, фактички околу 50 скоро години, јас сум во фолклорот. Така. Ако веќе во текот на нашиот разговор зборувавме за минатото и за сегашноста како е, еве за крај би ве запрашал што мислите во кој правец ќе оди македонскиот фолклор, дали се уште, како што рековте вие, има доволно луѓе кои што ќе го наследат тој фолклор, повторно ќе го пренесуваат од генерација на генерација, и што би им порачале еве на сите кои што на некој начин се вклучени во тој дел наречен фолклор? Право да ви кажам, Македонија прво има богатство огромно во фолклорот, необработено. Ова што е обработено е многу мал дел во однос тоа што се го има. Но и една друга работа, ни успеавме во сиве овие години, да речем не ние, јас, државата, преку разните институции, образовни и така натаму, успеавме во последно време да направиме школа за играорци, школа за инструменталисти на народни инструменти, кореографи и така натаму. Тоа значи дава верба дека уште поквалитетно ќе се изведува фолклорот во самите програми, односно ќе се внесува, ќе се обработува и сметам дека сега не треба некој да се пожали дека веќе немаме училишта, немаме да речам стручњаци во фолклорот, сега веќе ги имаме и треба уште да ги имаме. Со тоа што во тој период јас со покојниот Манол директор беше во времето на музичкото училиште, кога формиравме фолклорното училиште, и тоа училиште уште не може да постигне да даде кадари за фолклорните ансамбли. Оти нас не беше и таа целта, да школувани стручњаци работат и со ансамблите во фолклорни аматерски ансамбли, затоа што е професионализм? Професионализмот е само поквалитетно и познавање на она што се работи. Инаку не можам да речам дека досега не работеле тие школувани кадри, па немало квалитетни, да речам, ансамбли или програми. Не, сега е полесно, да речам, кога имаме веќе описменети, чисто за дејности по инструменти, изучување на народните инструменти, дали е гитара, гајда или каве или тамбура, тоа веќе олеснува и секој оној што сака да биде вклучен во фолклорот, односно да работи и да како аматер или како да речем професионалец во самиот фолклор. Ова е море едно од прашања кои што треба да се работи, треба да се одговори, треба да се зачува, затоа што повторно ќе кажем дека таа материја е многу стара.
Иако кажувам дека многу стара, значи ние мораме само едно да водиме сметка, да не го обезличиме фолклорот во однос на претерано обработката на руралниот фолклор или селскиот, што викаме фолклор, руралниот фолклор во градски фолклор. Оти тоа е сосем во други модуси и модели создава, не е во западноевропската музика и тоа треба да си остане така. И така да се негува, и така да се да речеме обработува. Господин Тренески, ви благодарам за вашето учество во емисијата Акцент. Како што рековте, фолклорот е едно море од настани, од знаења, од се она што е како елемент во него. Сигурно дека има уште многу да се зборува и уште многу да се истражува и сето тоа да се пренесува. Јас се надевам дека ќе имаме за брзо повторно прилика да зборуваме на слична тема од областа на фолклорот, а до тогаш ќе ви посакам многу здравје, многу успех во понатамошната ваша работа и се надевам дека ќе има Македонија многу повеќе вакви луѓе како вас, кои што од генерација на генерација ќе пренесуваат се што е она здраво за македонското ткиво, затоа што, како што и самите кажавте на почетокот, и ова е еден дел од нашиот идентитет, кој што треба да го негуваме, за да може, нели, и идните наши генерации да се гордеат со тоа. Ви благодарам за поканата, ви стојам на располагање, кога сакате, што знам, сметате дека можам да одговорам на прашањата, не е проблем. Благодарам. Ви благодарам што и овој вторник бевте заедно со Акцент. Ви закажувам нова средба точно за 7 дена. Довидување.